Денес утрото го започнуваме со Билјана Божиновска. Имено првото кафе ќе го испиеме со фармацевката Билјана Божиновска, а верувам дека тоа можете да го забележите и по униформата која што ја носам денес утринава. Имено Божиновска ги има завршено своите студии на фармацевскиот факултет во Скопје во 1999 година, а само една година по завршувањето на самите студии се вработува како фармацевт во една од аптеките во главниот град Скопје. Кои се главните утрински ритуали на еден фармацевт и зошто токму оваа професија е нејзин избор? Ово утро ќе слушнеме во продолжение од Божиновска. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска емисија. Благодарам, Марија, за поканата, задоволството е мое. Генерално, кои се најпрактикуваните ритуали на еден фармацевт? Секогаш ние како фармацевти даваме совети за здрав живот, меѓутоа не секогаш и ги практикуваме за самите нас. Знаеме што се правите ритуали, секој утро по правило, секој фармацевт кој што се грижи за своето здравје, прво треба да го испие својот топол напиток, дали е тоа утринскиот чај или пак да го почне денот со 30 мл алоe, меѓутоа не секогаш го започнуваме така денот. Утринското кафе е многу често дел од нашиот утрински ритуал, кој што знаеме да посоветуваме дека не сме да се пие на гладно, меѓутоа понекогаш и ние го практикуваме да го испиеме на гладно. Така е, се согласувам. Останатиот дел од денот воедно како изгледа едно ваше денонокие? Да се биде фармацевт, според мене е една многу убава и горда професија. Јас, доколку треба повторно да се родам, знам повторно што би била. Би била фармацевт и искрено се надевам дека сите колеги кои што работат оваа професија ја работат со целосна љубов. А како изгледа денот на еден фармацевт? Почнувајќи од отварањето на аптеката, утринското кафе секогаш го пиеме вака зад рецептура и заради тоа секогаш и понекогаш махинално не сме свесни кога веќе сме го испиле, па следната голтка сваќаме дека чашата е празна. Работата е таа која што мора да се сработи, особено со самото отварање на аптеката. Аптеката мора да биде секогаш снабдена со сите потребни лекови за да пациентите кои што доаѓаат по своите лекови, без разлика дали се фондовски или на приватно ги купуваат, мора аптеката редовно и навремено да ги снабди. А за тоа повторно е тука фармацевтот. Затоа утринското кафе се пие за рецептурата и се гледа што е оно што е потребно да се дополни. Велите да се родам повторно ќе ја изберам оваа професија. Што ве инспирираше за фармацијата да биде ваш избор, односно да изберете фармацијата да биде ваша професија? Хуманоста пред се, да си фармацевт првенствено треба да си хуман човек. Многу често зборуваме дека оние епитети и представки, дали сме професори, доктори, магистри, не значат ништо доколку пред се не сме луѓе. А за да се биде еден добар фармацевт, прво треба да си хуман, да си ја сакаш професијата, да секогаш препораката што ја даваш кон пациентите и кон корисниците на здравствената услуга биде искрена. Препорака што би ја дала на своето дете, препорака што би ја дала на својот родител, дефинитивно, тоа е она кое што секогаш ме инспирирало. Хуманоста во оваа професија е многу битен фактор за да се биде успешен фармацевт. Тоа фактички е ваша главна одлика и тоа е вашиот пристап кон сите пациенти кои што доаѓаат тука. Мојот основен пристап, затоа што според мене најважно е да имаме емпатија, да ги разбереме пациентите, да ги разбереме нивните потреби, меѓутоа и нивните стравувања, затоа што најголем дел од нив кои што доаѓаат да се посоветуваат со нас како фармацевти, имаат голем број неодговорени прашања. Понекогаш припишаната терапија од специјалистите, па понатаму матичните лекари, ќе дојдат во аптека и се целосно збунети, кога ќе ги видат лековите пред нив и секогаш се прашањето дали се тоа морам да го пијам. Тука е функцијата и улогата на еден добар фармацевт, каде што ќе даде правилни насоки, ќе го охрабри пациентот, ќе му објасни зошто е необходно да се придржува кон таа терапија и секако на крај ќе го следи исходот на целиот третман кај пациентите. Имате ли чести пациенти кои што доаѓаат овде да ги купуваат своите лекови и ја препознаваат хуманоста во вашата работа или што поточно препознаваат во вашата работа?
Иако во Македонија не постои матичен фармацевт, ние тоа го чувствуваме во нашата аптека. Значи, пациентите кои што доблегуваат во нашата аптека во Анифарм, ги чувствуваме како наши матични пациенти, а тие нас како нивни матични фармацевти, заради тоа што многу често знаат да се посоветуваат со нас, знаат да ги постават сите оние прашања кои што заборавиле да ги постават кај својот матичен лекар, и затоа сметаме дека фармацевтите како прва и последна алка во здравствениот систем се многу важни во делот на правилното советување. Емпатијата ја чувствуваат луѓето и дефинитивно тоа е она по кој што треба да се издвои една фармацевска услуга или една фармацевска грижа што ние како фармацевти ја даваме спрема пациентите. Многу важен фактор е тоа што навистина вие сте тука за да им објасните на пациентите кој лек зашто е, како делува и слично, односно целокупно и детално да им дадете објаснување. Често пати некои од фармацевтите, не сите се разбира, знаат да прочитаат за некој лек на Чичко Google, бидејќи Чичко Google нели е лек за секако што многумина викаат. Колку сметате дека тоа е погрешно и дека не станува збор за професионалност? Фармацевтите ја користат информацијата земена не од Google, туку од одредени сајтови или страни кои што имаат медицински и испитани докази, каде што дефинитивно сме сигурни дека она кое што сме го добиле како информација можеме да го дадеме понатаму во едукацијата или насочувањето на пациентите. Не треба да ги обвинуваме пациентите што во ова модерно време го користат Google и пребаруваат, меѓутоа треба да бидеме спремни како фармацевти на сите нивни прашања кои што се јавуваат како недоумица да дадеме точен одговор, и токму вештачката интелигенција која што денеска веќе многу често се користи, па дури и во медицинските струки, дефинитивно искористуваме и ние фармацевтите, каде што секоја информација добиена преку вештачката интелигенција можеме уште еднаш дополнително да ја провериме колку изворот е релевантен, колку информацијата ќе ни помогне во надоградувањето на нашето знаење како фармацевти, а колку фармацевтот има пошироко знаење, толку може повеќе да му помогне на пациентот и секако да одговори на сите оние недоумици и прашања кои што пациентите ги имаат кога веќе пребаруваат на Чичко Google. Ние се лутиме на Чичко Google, меѓутоа мораме реално да го прифатиме и да се прилагодиме на токму таквиот начин на функционирање. Секоја професија си има своји позитивни страни, но и негативни. Што е она негативно во вашата професија? Негативното во нашата професија што ние заради начинот на работа, нашите 7 или 8 работни часа се настоење. Значи нашите вени и крвни садови во основа најмногу страдаат. Затоа е кафето настоење, за да осетите што значи утринското кафе во една аптека и на еден фармацевт. Меѓутоа, како што секогаш викаме, ние даваме совети, истите треба да ги прибегнуваме и на нас, така да сите оние прави животни навики од типот на физичката активност, доволното движење, додатоците во исхрана кои што во својот состав содржат компоненти кои што ќе го намалат воспалителниот процес и ќе ги зајакнат вените и крвните садови, се нешто кое што, како велиме, не е само да зборуваме, туку мораме така и да делуваме. И дефинитивно превенцијата е она која што треба да ја правиме првенствено и ние самите на себе, за да сите оние епигенетски услови, односно самата професија што ни носи одредени професионални заболувања, да ги ризикот да го намалиме на минимум. Што најчесто пациентите купуваат во овој период и што им препорачувате најмногу како превенција во овие зимски денови, во овие ниски температури, со оглед на тоа дека честопати во овој период најмногу нашите сограѓани се соочуваат со настинки, болки во самото грло и слично? Секако како доаѓа есента и зимата, тогаш повеќе размислуваме за нашето здравје, иако имунитетот се гради во текот на целата година и ние како фармацевти и како здравствени лица секогаш советуваме дека на здравјето мораме континуирано да работиме. Меѓутоа, за жал, повеќето од нас се сеќаваат на своето здравје кога ќе дојде одреден здравствен проблем. Превенцијата ни е многу мала, голема слабост во овој наш здравствен систем. И што советуваме? Советуваме секако одредени суплементации во однос повеќето витаминско-минерални кои што се потребни во овој период на есен и зима. Тука е витаминот Д, значи тука се антиоксиданти
антиоксидансите, тука се екстрактите кои што ги добиваме од брокула, матичниот млеч, да не го заборавиме, изобилува со голем број витамини, минерали, антиоксиданси, ништо што порано и нашите го користеле, значи предси. Може би тука и рибиното масло да го споменеме, кој што исто така е огромен извор на витамин А и витамин Д и исто така потребен во овие зимски периоди. А кога станува збор за болки во грлото, секако велиме дека фармацевтите се први и последни здравствени работници во здравствениот систем, што значи дека кога имаме некој здравствен проблем, не боли грло, киваме, кашламе, ни тече носот, првиот совет го бараме од фармацевтите. Значи фармацевтите може да издадат одредени антисептици за грло, деконгестиви кои што се спречиња за нос, кои што ќе намалат секрециите, и според нас колку побрзо се делува, толку ќе имаме поголема ефикасност на третманот, меѓутоа тоа е симптоматска терапија. Секогаш велиме доколку пациентите за 3 до 5 дена немаат подобрување на клиничката слика, ги упатуваме кон своите матични лекари за да се направи детална крвна анализа и доколку има потреба да се припише соодветна антибиотска терапија доколку станува збор за некоја бактериска инфекција. Ви благодарам многу за разговорот, за одвоеното време, за утринското кафе и што имав можност накратко да искусам како е да се биде фармацевт, носејќи самата униформа и пиејќи го кафето што се вели на носа. Така, баш ми беше драго и се надевам дека успеав да ја доловам средината што значи да си фармацевт, а ние искрено како фармацевти се радуваме колку може повеќе млади луѓе да ја засакаат оваа професија и да дојдат зад рецептурите. Благодарам уште.